Ова епизода е направена специјално за еден таен круг на луѓе, масонишќа. Сите знаеме дека постојат и дека е свето тајно и дека светов е контролиран од таа мала група на луѓе. Додуша не е мала. Ке покажат сега фактите. 5 препонајпреаки факти за кого ако не за масони. Факт број 5. Во светов постојат негде од прилика околу 5 милиони масони. Мислам не дека ги броев, најдов факт на интернет, што валјда е точен. Ако е точен, замисли, 5 милиони во цел свет. Што значи 100% имаш некоја прва брачеда што е масон, а не знаеш. Намити. Кај мене дома баба е масон. Само сеид во ќошон, гледат кој шо прават и само се смеј. Може не е масон, може до апчињата е. Шо знаеш? Факт број 4. Невозможно е, значи не можеш да си масон ако си атеист. Зашто иначе би било вервам дека не вервам во ова што вервам, мислам колку и да е неверојатно. What the fuck? Факт број 3. Масоните обично се препознаваат меѓу себе преку тајни знаци. Значи, другар, ако ти намигне некако чудно, пази се. Нешто имат тука. Брат, шо клепкаш? Да си од оние. Еден од начините по кои што се препознавале масоните меѓу себе е по начинот на кој што се поздравува. Не се тие знаци од прилика, има некој ќе се поздравиш и ко пача е во рачето, знаеш, некако ко меко му е, здраво шо правиш и некако ти дат после со ладна вода си искапиш, појма немам, чудно е некако, не? Овие, знаеш, ке се поздравите, како си, добар, со палецот нешто, додир кој трае, знаеш, не со средниот прстот, друго е, тој не е масон, тој се подјебават со тебе. Факт број 2, масоните биле под заклетва дека ако некој масон е осуден, тогаш тој што сведочи може да сведочи лажно. Што се радвиде толку море. То сите го имаме праено код деца кога ќе не фатеа Петровки да крадиме. Кој беше бе? Ела ти ваму. Ела, овие крадеа со тебе. Не, едниот беше болен дома му и другиот беше на флипер и појде на третиот се скрши ногата и сега случајно се телепортираја одека. Се немам нешто се нервира. Факт број 1. Дизајнерот на статуата на слободата Фредерик Бартолди бил масон. Мајко му, ама не кажвете го ова на никој. Тајна е.